Лето е во Јужна Африка. Тоа значи сезона на каснување од змии. Саке Ван Вик од Африканскиот институт за каснување од змии спроведува обуки како да се справите со отровните змии, како што се овие кобри. Тие стануваат поактивни, почнуваат да се движат наоколу и гледаме зголемен број на каснување додека температурите растат. Во Јужна Африка тешко е да се најде доверлива статистика за бројот на каснување и смртни случаи поради недостаток на информирање. Едно од работите за руралните заедници, особено луѓето кои не можат да се дозволат модерна медицинска нега, е тоа што нивната прва станица не е лекар, туку традиционален исцелител. Од тука тие случаи никогаш не завршуваат во здравствените статистики. Дури ако луѓето не умрат, каснувањето од змија може да ги остави со траен инвалидитет, бидејќи предизвикуваат оштетување на ткивото. Губат многу функции на екстремитетите, например нозет, не можат да одат, губат мускулно ткиво во рацете, не можат да работат. Тие не се во функција да придонесат нешто за своите семејства. Но дури кога луѓето успеваат навреме да стигнат од руралните области во болница, постојат предизвици. Против отровот може да чини илјадници долари, понекогаш има недостиг поради малото производство. Направен е на ист начин повеќе од еден век. На коњите им се инјектираат мали количини отров, тогаш нивната крвна плазма, која создава имунитет, се претвора во производ како против отров, кој потоа се инјектира кај луѓето каснати од змија. Но постојат опасности кои доаѓаат со тоа, вклучувајќи алергиски реакции и можен анафилактичен шок. Некој мора да биде тука со помошни лекови како адреналин или нешто друго за да се увери дека третманот е успешен. Курт Вибмер е јужноафрикански научник кој истражува нов, помодерен начин на создавање антиотров. Она што го правиме е одиме кај истите производители на антиотров, бараме делови од ДНК-то што може да ги направат овие супер антитела, овие супер антиотровни производи. Потоа земаме таа ДНК и ги клонираме во лабораторија, а потоа ги подобруваме. Без стариот метод со коњите, производот е побезбеден. Ќе бидат потребни многу години да се оди од лабораторија до клиника, но Вибмер очекува дека против отровот ќе чини само мал дел од сегашната цена.